Долги години патот кон село Лукојца Тетовско е во лоша состојба, причина поради која многумина се премислуваат дали да се упатат кон селото, велат од местната заедница. Минатата година жителите собрале лични средства, изработиле проекти и го испратиле до Министерството за транспорт и врски, со цел овој долгогодишен проблем конечно да добие разрешница во следните месеци. Транспорт и врски преку Светска банка, мислам дека више готова, завршена работата и нас ни обеќаа дека со третата транша, негдека септември или октомври, значи би требало да се асфалтира. Патот ќе биде 3,5 метра широк, асфалтиран, плюс метар ќе има дополнителни банкине. Значи би требало така да биде. Да бидеме здрави живи, ако не биде до година секако дека ќе биде. Од местната заедница велат дека заради големото невреме минатиот викенд патот е сега прекриен со наноси. Од црковниот одбор на село Лукојца пак додаваат дека потребно е патот да се расчисти за престојниот празник Илинден, бидејќи подготовките за истиот треба да се реализираат претходно. Некни сабота недела имаше големо невреме горе. И патот е многу во лоша состојба. И се обративме до градоначалникот Блерим, во општина Желино. И писмено и усмено неќе да одговара и не одговара на телефонот и го нема никаде. И не знаеме што да работиме. Значи да го обавестиме сите, ако сакаа да дојда ручно нешто да ни помогне да го санираме. Иначе за врска со камион, со машина, немам сигурно да кажем дека ќе добиеме. Може да се санира. Мислим, тоа се делови, дел на дел. Значи, фактички негдека од место викано Крстец до доле место викано Еребичник, тој дел е најопасен. Значи 3 км 300 тука негдека е. Има на 3-4 места што е поопасно, значи да се санира. Али знаете како е. Ако не се донесе, значи тампонот го нема. Мора се донесе тампон. А ние горе на село имаме негдека тампон. Ако ни дада возило и багер, лесно и со наша работна сила ручно ќе се направи нешто. Колку толку да може да се иде, знаете што. Сите луѓе вика абе патот не чине, па се што да правиме тоа. Ја вчера лично се допишував со градоначалникот на општина Желино и он извести, уствари ми прати порука дека ќе го поправи. Епа за тоа негово дека ќе го поправи, ја би го поздравил сега моментално од ова место, дали може за субота и неделја да го поправи патот, пошто таму ќе има најмалку 100 души за припрема за 2 август за чистење на манастирот Светилија, куњата, трпезаријата и дворот. Затоа уште еднаш давам апел до Блерим, дали може субота и неделја да го поправи путот за да дојда луѓето горе, да не се чека 2 август или први 2 камиона да се пушти, за да не може да дојда комбињата кои ќе се емитуваат преку вашата телевизија и пошироко, што ќе има превоз јавен за сите верници што сакаат да присуствуваат, за да патот или со коли да биде поправен. А тоа што Светска банка го има тачно, факт е тоа дека све зависи од временските услови во село Луковица, дали ќе биде во октомбар или ќе биде во мај. А патот е наш веќе даден у Светска банка, стварно транспорт и врски, разговор со пратеничката Фаница Николовска потврди тачни информации дека негде октомбар или почетокот на другата година патот ќе се почне да се прави. Во селото има околу 60 жители, но во летниот период сега доаѓаат и помладите, за да ги избегнат секојдневните гужви од градовите. Тетовска Лукојца нуди богата природа, чист воздух и гостопримливи жители.